Најави за денешните настани. Советот на општина Охрид денеска ја одржа 61-та седница. Безбедна езерска пловидба летово на Охридското езеро. Јавното предпријатие Билјанини извори се поднови со современа механизација за одржување на спортските терени. Малолетник кој бил на пракса повреден при извршување работни задачи на објект во изградба. Путин е спремен за денуклеаризација, соопштил Трамп. Кремљ без коментар. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, вторник кон среда ќе превладува претежно ведро време со појава на локална облачност и потопло со благ пораст на ноќните температури. Над Западна Европа продира длабок циклон со центар над Атлантикот кој носи обилни врнежи и грмежи во северните и западните делови на Европа. Централна Европа во текот на денот ќе биде под влијание на нестабилна воздушна маса со локални врнежи и грмежи, особено во областа на Алпите. Источна Европа останува под влијание на посуво и посвежо време со стабилна воздушна маса. Јужна Европа и Пиринејскиот полуостров се уште се под влијание на топол бран со температури значително над просекот за овој период. Балканот е под влијание на висок воздушен притисок и топла воздушна маса која носи сончево и многу топло време. Во текот на денот се очекува развој на локална нестабилност со услови за поројни врнежи и грамотевици во западните и северните делови. Температурите остануваат високи над сезонскиот просек, особено во јужниот и источниот дел на полуостровот. Во Македонија во среда, по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со пораст на дневните температури. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во среда, по свежото утро во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува слаб западен ветер. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во Охрид во четврток и петок, по свежото утро и температура од 14, односно 15 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со максимални 30, односно 31 степен. Во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг.
кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Советот на општина Охрид денеска ја одржа 61-та седница. Беа усвоени извештаите за работењето на јавните предпријатија во вториот квартал од годинава, како и извештаите за реализација на годишните и развојните програми и остварувањето на буџетските средства во првото полугодие. Градските советници на денешната 61-ва седница ги усвоија извештаите за реализација на годишните и развојните програми за остварувањето на буџетот на општина Охрид за периодот од 1 јануари до 30 јуни. Буџет со средства за манифестации, трансакции, фестивали, спорт. Тоа е основата која што е водечка во извештајот и во овој буџет, истакна советничката од СДСМ и коалицијата Живка Ангеловска. Таа посочи дека многу е мала реализацијата на капитални проекти од сопствени средства, доколку се иземат проектите кои, како што рече, 4 години ги красеа страниците на буџетите на општината, но не стигнуваа во финална фаза, затоа што општината веројатно имаше други приоритети, а сега ќе се реализираат од средства од унгарскиот кредит, чии камати ќе ги плаќаат граѓаните. Доколку го разгледувате извештајот и посебно онаа табела која што ја добиваме накрај во извештајот, тогаш ќе забележите дека лидер во реализација е програмата за спорт. Значи, лидер во реализација на сите програми на оваа локална власт е реализацијата за спорт со реализирани 69%. Тоа се трансакции на спортски клубови, не е се капитални инвестиции. Затоа кажав дека буџети 4 години за трансакции, манифестации и фестивали. Веднаш после таа програма следува реализацијата на програмата на Совет со околу 60%. Сега ќе ве потсетам и тука во најголем дел се оние субвенции кои што ги дава општината на јавните предпријатија, наспроти реализација на капитални приходи во одредени програми, како што се други комунални услуги, како што се територијалната противпожарна единица, како што се средно образование, детска заштита, има уште енергетска ефикасност, има уште некои, меѓутоа и овие што ги набројав се доволно интересни за да се знае колку се важни за животот на луѓето во градот. Програмата за туризам има реализација помалку од 3%, што за Охрид како туристички центар е премалку, потенцира Ангелоска. Ја пофали реализацијата на проектот за реконструкција и адаптација на зградата од паранешната касарна во која се префрли основното училиште Кочо Рацин како пример на соработка меѓу опозицијата и опозицијата за поголемо добро.
Според реализацијата на средствата од буџетот, приоритетите на локалната и на граѓаните не се совпаѓаат, констатира советничката, со што не се согласува секретарот на општината. Приоритетите на локалната самоуправа се приоритети на граѓаните, тоа ќе го кажат граѓаните на следните избори во октомври и тогаш ќе ја расчистите дилемата што имате. Јас тврдам дека сите проекти што се направени и се приоритет за граѓаните на Охрид, да не ги набројувам сите поединечно. И истите тие проекти произлегува од страна на граѓаните, така да не сме ние тие што ги измисливме тие проекти, па ги изведовме и им ги наметнавме на граѓаните. Тие се, ќе повторам, проекти кои што се заедно со граѓаните ставени во програма и реализирани. Советниците ги разгледаа и усвоија извештаите за работата и остварените резултати на јавните предпријатија за вториот квартал од годинава. Целосната слика за состојбата во јавните предпријатија и нивната успешност во работењето ќе биде појасна во годишните извештаи, но и понатаму се далеку од финансиска стабилност и кондиција да работат без поддршка од локалната преку субвенции, констатираа советници од опозицијата. Како и да ги вртиме бројките, еден квартал негативен, втор позитивен, и така натаму, дефинитивно, вистинската реалност за поголемиот број на јавни предпријатија е превработени јавни предпријатија со дотраена механизација, со амортизирани основни средства, со долгови према добавувачите кои што живеат на грбот на општината. И сега, како и предходно, како што говорев, покажуваат податоците дека во 6 месеци, во изминатите 6 месеци, општината субвенционирала за јавните предпријатија 19 милиони и 300 илјади денари. Тоа е за плати, за нормално функционирање, за жал не за обновување. Сето тоа наведува дека нема веќе место ниту за импровизација, нема место нити за одолговлекување на проблемите и секогаш зборував и уште еднаш ќе кажам дека субвенциите не се решение за јавните предпријатија. Од онаша можам да констатирам дека локалната самоуправа неколку пати ги имам тоа нагласено. Обично скоро на сите јавни предпријатија му дава субвенции, кога појќе, кога помалку, предничите водовод и нормално за потрошената електрична енергија. Меѓутоа на јавното предпријатие, најголемото јавно предпријатие, Охридски комуналист, барем во овие 6 месеци не видов дека има дадено ниту еден денар субвенции. Повеќе пати го спомнувам и таа практика продолжуваат и мислам треба да се обрати внимание и има доволно пари во буџетот да се даде и нова јавно предпријатие. На денешната седница беа усвоени извештаите за работата на основните училишта и на детската градинка Јасна Ристеска за минатата учебна година и годишните програми за работа за предстојната. Повлечени од дневен ред беа точките кои се однесуваа на програмите за изведување училишни екскурзии во основните училишта, бидејќи според новиот правилник мислење за истите не дава градскиот совет, туку само совет на родители. Советниците дадоа зелено светло и за прифаќање донација на специјално товарно противпожарно возило наменето за територијалната противпожарна единица. Беа усвоени и неколку точки од урбанистичката сфера. Јавното предпријатие Водовод Охрид започна со изведба на нова водоводна линија во село Велгошти, крак Буџаковска мала. Со цел да се обезбеди навремено и квалитетно водоснабдување на жителите, се поставува цевковод од полиетиленски материјал со профил фи 63 мм по должина од 187 метри, вклучувајќи и приклучување на постоечките објекти со целосно нови приклучоци. Средствата во вредност од 443.000 денари за реализација на проектот се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Мирно лето на Охридското езеро. До денес ниту еден инцидент во езерската пловидба. Инспекцијските служби и езерската полиција постојано на терен. Казнети 75 сопственици на глисери, чамци кои не ги почитувале пловидбените правила. Ова лето езерската пловидба во Охридското езеро минува безбедно, без ниту еден инцидент. Инспекторите и езерската полиција постојано се на терен. Од јуни до денес извршени се 100 надзори, а казнети се 75 собственици на чамци и глисери. Најчести прекршоци се глисирање на помалку од 300 метри од брегот, управување без пловидбена дозвола и пловење во време кога е забрана. Во овој период е зголемен обемот на инспекцијски надзор
во соработка со езерската полиција и сакам да апелирам до сите учесници во внатрешната пловидба. Навремено да се ги извршуваат обврските за регистрација на пловните објекти, да се придржуваат на правилата и мерките за безбедна пловидба. За поголема безбедност, оваа сезона се изврши ископ на пристаништата во Охрид и Свети Наум, а набавен е и нов брз чамет за инспекторите. Редовни контроли се прават и на бродовите и на кајчината кои вршат превоз на туристите. Исто така, редовна контрола на бродовите врши инспектор за внатрешна пловидба при капетанија на пристаништата, во делот на сигурноста на бродот, како хидрантската мрежа, ПП апаратите, машинскиот дел на бродот, навигацијската опрема, бродските книшки, поставеноста на патниците и бројот на патниците. Од капетанија на пристаништа велат постојано ќе вршат надзори и нема да дозволат непочитување на пловидбените правила и загрозување на безбедноста на капачите и туристите. Јавното предпријатие Билјанини извори се поднови со современа механизација за одржување на спортските терени. Јавното предпријатие Билјанини извори продолжува со вложување во унапредување и модернизација на опремата за одржување на тревнатите спортски терени. Со цел обезбедување на квалитетна грижа за тревнатите површини, реализирана е набавка на нов трактор Ловол 404 со настрешница и специјални турф гуми за трева, со што значително се намалува можноста за оштетување на тревната подлога, што е од особено значење за спортските терени. Набавена е и повеќенаменска вертикална косилка, која покрај редовното косење овозможува и отстранување на сувата трева преку посебни ножеви. Согласно потребите на предпријатието, дополнително е обезбедена и опрема за подобро одржување и прихрана на тревата, ѓубре расфрлач со хидраулично регулирање и прскалка, со кој ќе се овозможи оптимално прихранување и третирање на тревнатата подлога како на фудбалските терени, така и на голф теренот. Со оваа набавка, јавното предпријатие Билјанини извори продолжува да создава услови за современо и професионално одржување на спортската инфраструктура со која стопанисува јавното предпријатие. Црвен крст Охрид започнува со уписи за есенскиот циклус на програмата Полетарче. Започнуваат уписите за есенскиот циклус на програмата Полетарче на Црвен крст Охрид, преку која децата на возраст од 3 до 5 години, преку игра, забава и дружење, ја развиваат и јакнат самодовербата и стекнуваат вештини за успешно извршување на предстојните училишни задачи. Вежбите се приспособени на возраста на детето и преку нив тоа станува свесно за своите способности, се поддржува да не се откажува при правењето грешки и да има храброст да биде креативно. Есенскиот циклус од програмата трае 3 месеци со изведување на вкупно 12 часови по 1 час неделно во траење од 45 минути. Сите заинтересирани може да се информираат и пријават на телефоните 046 261 909 или 072 246 175 на имейл адресата ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид, започнувајќи од денес, 26 август, секој работен ден од 8 до 16 часот, а подетални информации за оваа програма заинтересираните може да добијат на отворениот ден за програмата Полетарче, кој ќе се реализира на 6 септември, сабота, од 9 до 11 часот во просториите на Црвен крст Охрид. Повреден малолетник при извршување работни задачи за приватна градежна фирма каде што бил на пракса. На 25 август 2025 година во 13 часот и 20 минути во СВР Охрид одитната медицинска помош било пријавено дека во медицински центар Охрид со повреди бил пренесен 16 годишник од Охрид. Според пријавеното, тој се здобил со повредите додека извршувал работни задачи за приватна градежна фирма на објект во изградба, а каде што бил на пракса по претходен договор со средно училиште. Полициски службеници излегле на местото и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!